Дете бев, браќа и сестри, кога дедо ми слушнал дека во 12 часот навечер трбијата ќе се занишаат од ветер. И тоа како дете радознало чекал 12 сатот да видам, на благовештение зборувам, на денешен ден. И како дете чекал да видам како е тоа можно. И не една година тоа го пратев, не две, повеќе години, и секогаш во 12 сатот вечерта, од никаде некогаш ке дувнеше некое ветре и дрвата ќе се размрдаа. Ми требаше некое време да прашам зошто дедо дувнува ветра во 12 сатот на благовештение. Тој ми рече за дрвата да и се поклонат на Богородица. Подоцна сватив, кога веќе и учев теологија и го разбрав тоа, дека не само дрвата, туку целата створена природа и се поклонува на Богородица. А зошто да и се поклони? Човек е и таа, како мене и како тебе. Зошто да и се поклони на Богородица? Да и се поклони затоа што го направи невозможното. Ниједна жена до нејзино време не беше достојна да го роди Господа. А таја како се удостои? Кога ќе видите што имаше повеќе Богородица од другите жени, па нејзе Господ ја избра низ генерации и генерации таа да биде мајка на нашиот Господ. Имаше нешто што многу луѓе го немаа. А тоа е да му подари својата волја на Господа. Ретко и денеска имаме луѓе кои ја подаруваат. Јако го имаме волјата своја на Господ, јако го имаме примерот на Пресвета Богородица. Кога дојде архангелот Гаврил да ја праша дали е волна да го зачне Господа Исуса, а таја вели, ама ти си играш со мене, ма и покрај тоа што си играш со мене, зашто несватливо е. И сега во катиста многу пати го спомнувавме тоа. Несватливо е за Богородица како е можно да се роди син без машка поход. И тај му вели на архангел, тие со други зборови, не му вели така, може би, од култура, секако. Ама му вели, ти си играш со мене, ама невозможното ти ми велиш дека е возможно. Ама за мојот Господ и тоа е возможно, невозможното. И таа се согласува на невозможното. Која жена, кој маж, кој било кој човек денес се соглаша да рече, ај оди прочита архангел Гаврил, ова не е возможно, никогаш во човештвото тоа не се случило. Да му каже, добро, јас не знам ова како е можно. Ама ако е волја Божија, нека биде така. Тоа не спасува нас, не неа што ја спасува, не се ја прави почесна херовимите и посладно серафимите. Ама нас не спасува тие зборови. Затоа е голем овој празник и го викаат мајка на сите празници, зашто ако не постоеше зачнувањето на Пресвета Богородица, ни Божи, ни Богојавление, ни воскресението Христово, кој е најголем празник, ни тоа немаше да биде. Затоа што кој ќе воскреснеше ако не се родеше и ако не умреше? Затоа благовештението во истиот момент има една икона во Назарет, може би само таму има, не сум видел на друго место,
Во истиот момент, кога таа се согласува со зборовите на Архангелот Гаврил и нека биде волјата Божја, вели, во истиот момент зачнува. Тоа е големо на Пресветата Богородица. И затоа немаме збор што да кажеме, ама што го кажеме го муцаме. Так, колку да кажеме нешто, и не го земајте дека е највозвишеното нешто што може да се каже за Пресвета Богородица. Пресвета Богородица е учесник во нашето спасение. Подобро речено, уште подлабоко, без неа ние не имавме спасение. Колку родови поминале до Пресвета Богородица, па човечкиот род немаше спасение. Немаше спасение зашто не се роди жена која ќе окаже најважното, а тоа ни го пренесува и нас на мажите, дека е тоа најважното и ние треба Бога да го почитуваме со тие зборови. Нека биде волјата Божја. Од неа па натаму генерации и генерации го спроведуваат тоа, го живеат тоа. Волјата Божја да биде. Гледате колку луѓе по пустини останале за да ја исполнат волјата Божја. Сега, предминатата недела ја славевме Света Марија Египетска. Може нешто друго да ја одоброволи толку години да биде во пустина. Нека биде волјата Божја, само тоа ја доброволува. Затоа, браќи и сестри, да се учиме да ја спроведуваме волјата Божја. Се што правиме, се што се вербаме, верби се овие другите, исповед, не знам, се исповедаме, постиме, сето тоа го правиме за да исполнуваме волјата Божја. Никаква врска нема да дојде некој да каже приказни како живеел и тоа да го наречи исповед. Ако не ги послуша зборовите кои треба да бидат Божји зборови. Цела работа е да се навикнуваме волјата Божја да ја спроведуваме. А ако ја спроведуваме волјата Божја, ќе бидеме многу налик на Богородица. Таја ќе ни биде мајката наша, зашто и таа сака да ја спроведуваме волјата на нејзиниот син. А волјата Божја е света волја, браќи и сестри. Не е нешто што е додаток на животот наш. Таа е нешто што е насушна потреба да го правиме. Милоста Божја да биде со вас. Таа нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот, да сте здрави и живи и Пресвета Богородица ви биде на помош. Амин.